Добра вечер, Кичево! Добра вечер, пријатели поддржувачи од Пласница, Лисичани, Преглово, Челопеци, Вранештица, Другово. Антонио ги спомна другите, да не ги повторувам. Добра вечер, Македонија! Добра вечер за тимот Македонија! Се сеќавате пред 5 години на ова исто место беше ладен, дождлив ден. Со нас беа и нашите пријатели, пратениците од шведскиот парламент. Заедно со нив ви кажав дека доаѓам со своја програма. Неодамна дојдов, ви дадов отчет за таа програма. За се што ја доби вашата доверба, поднесов отчет, дека се е исполнето и повеќе од тоа. Но тогаш ви кажав дека ќе ме препознаете по моите животни принципи. Дека сум чесен, дека сум искрен и дека сум вреден. После 5 години сум повторно тука. Повторно со нова програма да ја барам вашата доверба. Но и да ви кажам дека сум истиот. Функцијата не ме променила. Истиот сум што бев пред 5 години. За овие 5 години многу се работеше. Имавме многу работа, заедно. И тоа во услови кога светот го зафади кризата од 2008 година. Покажавме дека и во такви услови Македонија може да постигнува резултати, но доколку работи тимски. Заедно, јас и премиерот, заедно со министрите, заедно со локалните власти. Спроведовме реформи речиси во сите области на секојдневниот живот на граѓаните на Македонија. Донесовме многу закони. И затоа создадовме амбиент да доаѓаат странски инвестиции, странски инвеститори во Македонија. Покажавме дека Македонија е зрела држава, дека носиме собствени одлуки што ги бараат граѓаните на Република Македонија. Не сме мали за големи успеси. Успеси кои ги постигнуваме на секое поле. И во дипломатијата, и во економијата, и во земјоделието, и во инфраструктурата, и во спортот, и во културата. Сето тоа го постигнавме затоа што работевме како тим. Успешно ги надминуваме предизвиците со кои се соочуваме и надворешните, и внатрешните. Најголемиот надворешен предизвик со кој се соочуваме како држава е блокадата од нашиот јужен сосед, кој од нас бара да се откажеме од сопствениот идентитет. Бара да престанеме да бидеме она што од секога сме биле. Но не подклекнавме и не подклекнуваме. Не дозволивме блокадите да не поколебаат на нашиот европски пат. Ја градиме Европа во Македонија и ја интегрираме Македонија во Европската Унија. Поставуваме европски стандарди, европски критериуми во Македонија. Затоа и добивме 5 позитивни извештаи од Европската комисија и 5 препораки за да почнеме со преговори за во Европската Унија. Слушам некои денови велат дека ништо не било направено во Македонија. Замислете, тие земји, членки на НАТО, на Европската Унија, Европската комисија, Европскиот парламент кои ги донеле овие препораки, им кажуваат дека нивните заклучоци биле погрешни, неточни. Не заслужува коментар. Кај да одев? А бев на многу посети, меѓународни настани. Многу поседи. Секаде бе вашиот глас. Го кажував и го пренесував тоа што вие мене ми го кажувавте. Зато имав храброст да кажам дека нема да прифаќам извештаи за нас без нас. Знаеме што ни оставиле во завет нашите предци и знаеме што треба да сочуваме за нашите потомци. Затоа имав и храброст да кажам
дека не прифаќам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би ги загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Нема да дозволиме Република Македонија и македонските граѓани да бидат обезличени. Македонските граѓани сами одлучуваат за своите клучни национални прашања. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за името на нашата татковина Македонија. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за иднината на Македонија. Дозволете да го поздравам вашиот кичевчанец, а мојот драг пријател Антонио Милошевски. Како што спомна и тој, кога беше министер за надворешни работи, заедно биевме многу битки и во Генералното собрание на Обединетите нации, и на самитите на НАТО, и при посетите во Брисел и во Страсбург. Но Антонио достојно ја представуваше Македонија пред Меѓународниот суд на правдата, каде извојувавме огромна дипломатска и морална победа. Затоа знам дека се гордеете со него. Драги кичевчани, знам дека се соочивте со предизвик. Уште ја чувствувате направената неправда. Меѓутоа, мора да продолжиме да ја градиме Македонија, да го градиме кичево. Како што стеблото се крепи на коренот, така и нашата иднина, иднината на Македонија, се крепи на нашите темели. Кичево е вградено во темелите на Македонија. Од тука произлегле славни линденци, славни учесници во народно-ослободителната борба за ослободување на Македонија. Во подвиз Кичевско, во 1943 се одржа првата настава на македонски јазик на слободна територија. Од Кичево и Владимир Полежиновски, доктор на науки на Сорбона, еден од творците на Декларацијата на АСНОМ за основните права на човекот на демократска Македонија. Ево таа декларација уште 1944 во првиот член на таа декларација стои: сите граѓани на македонската држава се еднакви и равноправни пред законите, не гледајќи на нивната народност, пол, раса и вероисповедение. Тоа била Македонија, тоа е и сега. Ние го исполнивме тој завет. Затоа ја чуваме Македонија и македонскиот модел на соживот. Тоа е автентична македонска традиција наследена од претходните генерации, но и политичка и институционална обврска на оваа и на идните генерации. Во меѓуетничкиот соживот, ако претходната деценија беше деценија на права, втората деценија е деценија на права, но и на заемни обврски за сите нас. Законот мора да важи еднакво за сите, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Ова се столбовите на мојата програма. Само така граѓаните можат да ја остваруваат слободата и да ја уживаат безбедноста, за да работат и да имаат квалитетен живот. Како председател, ќе го бранам државното единство на Република Македонија. Председател сум на сите граѓани, независно од етничката, верската или која било друга припадност. Тоа го правев и ќе продолжам да го правам ако ја добијам повторно вашата доверба. Со животот и отвореноста ги негуваме сите заедно, затоа што сите сме Македонија. Често пати доаѓав, која го посетував Кичево, го посетував и манастирот Света Богородица Пречеста.
Така се чува традицијата, така се чуват обичаите и така се чува наследството од нашите предци. Тоа и ќе продолжи, по тоа се познати кичевчани. Почитувани граѓани, со успех градиме иднина за Македонија. Секаде во Македонија се гради, но тоа само од себе не доаѓа. Требаше многу работи да се преземат, да се донесат многу закони, многу реформи, да се создаде амбиент да економијата во Македонија расте. Кога расте економијата, се расте во државата. Расте и производството, расте и извозот, растат пензиите, расте и социјалната помош, растат и стипендиите, се расте во државата, но само едно нешто опаѓа – невработеноста. Од 2006 година, кога дојде ова млада гарнитура на власт во Македонија предводена од Груевски, отворени се 120.000 нови работни места. Тоа е резултат на тимска работа, кога се исти целите и на председателот, и на премиерот, и на министрите и градоначалниците. Тогаш Македонија напредува. Тој напредок го гледаме на секој план. На вистина создадовме бизнис клима и да привлечеме многу странски инвеститори. Технолошко-индустријските развојни зони се покажаа како успешна политика на владата. Речиси сега секаде имаме индустријски зони. До крајот на годинава се очекуваат 14.000 вработени во тие индустријски зони. Наскоро и индустријската развојна зона во Кичево ќе биде функционална. Се привлекуваат странски инвеститори, се отвараат нови работни места. Тоа е од големо значење за економскиот развој на Кичево. Доаѓа голема инвестиција во ова зона, како што ја најави Милошевски. Компанија од автомобилската индустрија. Пред месец дена ја најавувавме, но сега и знаеме која е. Safety System. Со речиси 1000 вработувања до крајот на годината. 1000 луѓе во ова фабрика ќе најдат работни места. Па така се мери политиката денес. Тоа е успешна политика. Политика што отвара нови работни места. Но ја отвараме Македонија кон нови пазари. Градиме нови пријателства. Во соработка со Кина, како што каже и вице-премиерот Пешевски, успеавме да најдеме средства за автопатот Кичево-Охрид, дел од коридорот 8, наречен Мајка Тереза, на која ќе биде најголемиот тунел во Македонија. Веќе е објавен оглас за овие нови автопатишта што се градат из Македонија за 670 вработувања. Многу луѓе од Кичево ќе бидат вклучени во изградба на делницата Кичево-Охрид. Но се инвестира и во обнова на патот од Кичево до Дебар. Се планира и изградба на автопатот од Кичево до Гостивар и се разгледува можноста тоа да се направи преку јавно-приватно партнерство. Веќе е планирана изградбата на новата железничка пруга од Кичево до Лин во соседна Република Албанија. Сето ова е стратешка инфраструктура. Овој тим го пропушта, го надопалнува сето она што беше пропуштено. Помогнав тогаш да се отвори правниот факултет како председател на одборот за акредитација. Затоа што на Кичево му треба факултет да младите живеат и студираат во своето родно место. Но се реновира и болницата во Кичево. Се изгради и фудбалски игралишта, спортска сала. Неколку пати бев за овие 5 години во посета на Кичево. Се гледав со граѓаните и со поранешниот градоначалник Благоја Деспотовски, кој имаше визија, имаше план како да се развива Кичево и правеше се да помогнеме да донесеме странски инвеститори. Негово дело е идејата за индустријската зона, за инфраструктурата,
Затоа сум повторно тука со чист образ. Се што сработив минативе 5 години, ми дава основа да повторно ја барам од вас довербата. Да ја барам довербата за следните 5 години. Заедничкиот успех што го постигнавме не мотивира, не инспирира и не обединува. Сплотени низ успехот продолжуваме. Новиот лик на Македонија е Македонија која успева на секој план. Знаеме како тоа да го постигнеме. Затоа и ја добиваме вашата доверба. Затоа и даваме отчет на се што сме сработиле. Затоа ве повикувам сите вас, сите граѓани, заедно, побргу да ги оствариме целите што се заеднички, што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија, но и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија како дом во кој се гради благосостојба за сите. Затоа што изборот е Македонија. Затоа што Македонија ни е пред се. Затоа што државата ни е пред се. Граѓаните на Македонија ни се пред се. Да живее Кичево! Да живее Република Македонија!